Плод на традицијата и зачувување на старите рецепти присутни се и во другите земји од Балканот. Гордоста да се покаже најдоброто ги потикна и нашите соседи да дел од своето го представат и учествуваат на саемот Тера Матре. Еве нашите комшии одма до нас и во вистинска смисла комшии, соседи на нашата земја од Србија, подготвуваат палачинки кои што веднаш може да се пробат, а од што еве ќе ни каже Драгана, вие повелете, продолжете. Палачинки се спремају од хелјде, од хелјдиног брашна. Палачинките се подготвуваат од брашно од хелда помешано со јачменово и пченично брашно. Само со брашно и вода, природно, без никакви додатоци. Брашното е од домашно производство, добиено во селата, каде што зрното на хелда се мели на воделици. Вие од каде ни доаѓате? Ја долазим из села Гледич. Доаѓам од село Гледич. Тоа се наоѓа во централна Србија, на Гледичките планини, во Шумадија. Во Србија многу се произведува хелдата, особено во Рашката област, во Сиеница. Ние произведуваме на Гледичките планини. Имаме 2 хектари посев, а на Гледичките планини има најкаде околу 5 хектари. И огледуваме хелдата која е од наше собствено семе. Хелдата е бела, автоктона сорта. Како е исплатлива во однос на финансиите? Колку е цената на килограм? Најверојатно зрно продавате или брашно? Продаемо и брашно и зрно. Продаваме и брашно и зрно. Цената на брашното е 250 динари за килограм или 2,10 евра, а зрното од хелдата е евро и 60 центи. Што се однесува на пласманот сега е добар, бидејќи хелдата стана популарна, здрава и модерна, можам да кажам. Пред неколку години немавме никаков пласман за хелдата. Најмногу ја користевме за добитокот. Овците ја обожаваат хелдата. Но последниве 4 години, кога почна да се зборува за здрава храна и дека хелдата не предизвикува холестерол и содржи многу важни состојки за здравјето, тогаш и пласманот се зголеми. Најпрви ние самите ја консумиравме, а сега таа се повеќе се бара. Комбинациите на производите се најразлични. Блискоста со Македонија и климата што не обкружува го карактеризира јужниот дел од Србија со еден наш исто така познат синоним – куртовската капија. Лесковац, освен по скарата, од секогаш бил познат и по пиперката. Убава комбинација направивте меѓу палачинката и ајварот. Вие сте производител на? Ја производим ајвар. Долазим из Брестовца код Лесковца. Доаѓам од Лесковац. Член сум на Сдруженијето Лесковачки ајвар. Нашиот ајвар пред 3 години е заштитен со ознака за географско потекло, што значи дека доаѓа од Лесковачката котлина. Да. И овдека е представен како дел од асортиманот на Slow Food. Да. Slow Food се занимава со мали производители, кои што ги произведуваат производите што може да исчезнат. Многу често размислував што е тоа што ајварот ќе го вклучи во оваа арка на вкусовите. Тоа е што денес се повеќе луѓето во градовите немаат време за подготвувањето на храната. Ајварот се повеќе се подготвува индустријски, а се помалку природно. Има голема опасност да ја изгубиме битката со индустријата. И ова е шанса и прилика да се представи на овој голем саем, Салон де Густо. Имавте ли доволно вие пипер? Ние велиме куртовска капија. Тако е. По елаборату кој е ураđен у Заводот за интелектуалну својину. По елаборатот што го правевме во Заводот за интелектуална собственост, суровината, односно пиперката што ја користиме е од сортата куртовска капија. Лесковац е познат и по името пиперкари. Што се однесува до пласманот, нема проблем за неа, но за пласманот на заштитениот ајвар има мали проблеми. Но се надеваме дека најскоро ќе го решиме. Годинава немаше доволно пиперки, за жал. Не знам како беше во Македонија, но кај нас цената достигна 6, 7 и до 8 евра за килограм. Дали ви бараат, нели, за да го пласирате ајварот, посебни некакви прописи, нормативи, хасап и така некој стандард? Још увек Уште се води голема борба околу тоа. Ова е традиционален производ. Имаме проблем околу подготовката, бидејќи иноксот садовите не го пржи ајварот, туку го вари. Имаше конференција на оваа тема во Салон де Густо.
Тамо се говореше дека во државите на Европската Унија треба традиционалните производи да се прилагодат на традиционалниот начин, а не на хасапот и на новите методи и регулативи. Треба да се зачуваат старите рецепти. Имаме сертификацијска куќа, која што го прати целиот процес на производство на нашиот ајвар, од семе до тегла. Ние произведуваме 2500 тегли, класична големина, чиста пиперка, сончогледово масло, вински оцет, сол и шекер. Младите, некои скромно, други доста храбро, се вклучуваат во производството на храна и во Србија. Се враќаат кон корените, пронаоѓајќи го најпрвен како хоби, а потоа можеби и како агробизнис, она што го дава земјата, а го наследиле од своите предци. Јас сум мали производјач, мислим, моја породица е мали производјач. Јас сум мал производител, доаѓам од југоисточна Србија. Моето село е во рамките на Националниот парк Стара планина. Произведувам хелде и рж. Овде направивме одлична комбинација со ајварот. Ние лично одгледуваме 4 хектари хелде и рж. Тоа е малку и не гарантира голема добивка. Повеќе е хоби отколку заработка. Пред се е потреба за здравата исхрана. Нашето подрачје е средно развиено. Добиваме и субвенции од околу 100 евра. Некои од младите се заинтересирани да се вратат на село, а други не. Има перспектива. Арката на вкусовите е непроценлив извор на нови, нераскажани приказни, блиски или далечни до нашата реалност, а кои ние и натаму ќе ви ги представиме од заемот Терамате.